Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. ВМРО ДПМНЕ продолжува да работи на штета на граѓаните, не се грижи за нивните интереси и благосостојба и единствено што сака е со политички манипулации да заработи ситни партиски поени. Цела година пратениците на ВМРО ДПМНЕ го блокираа донесувањето на предлог законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта и со тоа директно го невозможија покачувањето на нивните плати и трансформацијата на работниот однос на над 4700 наставници и стручни работници. Откако цела година оневозможуваше сите наставници и стручни соработници во основното и средното образование да добијат повисока плата и насилно и со празни процедурални забелешки ја кочеше собраниската процедура, сега ВМРО ДПМНЕ без трошка срам признава дека предложеното законско решение е добро и исто такво доставува во собраниска процедура. За жал, ВМРО ДПМНЕ продолжува со деструктивното однесување и над 4700 наставници и стручни соработници, кои со години посветено работат на образованието и воспитувањето на нашите деца, ги етикетираше како партиски послушници. Ова е уште еден доказ за лицемерието на ВМРО ДПМНЕ. Оваа партија ниту мисли на граѓаните, ниту сака тие да имаат повисоки плати, ниту се грижи за нивниот животен стандард, а најмалку пак се грижи за квалитетно образование на децата. Граѓаните ги препознаваат овие прозирни игри на ВМРО ДПМНЕ и точно знаат дека политиките на оваа партија не носат ништо добро за нашата земја и за нашите граѓани. СДСМ со конкретни политики и решенија го подобри стандардот на граѓаните, за 100% ја покачи минималната плата, а работи и на покачување на платите во сите сектори. Почитувани граѓани, пратеничката група на СДСМ и коалицијата ќе продолжи да работи во интерес на граѓаните и законот за наставниците и стручните соработници во основното и во средното училиште, предложен од владата, со кој се покачува платата на наставниците и на стручните соработници и со кој се трансформира нивниот работен однос, ќе биде изгласан. Опозицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ да престане со неодговорното постапување и да се откаже од блокадите на ова, но и на други законски решенија кои носат придобивки за граѓаните. Ви благодарам.